25 годишниот јубилеј на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија годинава ќе биде поддржан со $1.000.000 од Министерството за култура, а финансиски ќе бидат помогнати и новите фестивали, меѓународниот фестивал на прозата во Куманово и фолклорниот фестивал Илинден. Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев доби $5.5 милиони од надлежното министерство за реализација на настани кои влегоа во годишната програма за финансирање на проекти од национален интерес во културата за 2022 година. Оваа година задоволни сме што за традиционалниот фестивал Денови на комедија имаме добиено $1.000.000 од Министерството за култура. Исто така за новиот фестивал, меѓународен фестивал на прозата, кој решивме да го правиме, поднесоме документи, одобрени се $120.000 и одобрени се дополнителни средства за литературна дејност $90.000. Така да тој фестивал се надеваме дека ќе биде еден нов фестивал и ќе биде еден од столбовите на Центарот за култура. Се надеваме дека ќе биде традиционален, размислувањата се да има гости од странство за почеток, така да се надеваме дека ќе добиеме во Куманово една убава приказна на фестивал на проза. За Денови на комедија има зголемување оваа година, минатата година имавме 700.000, оваа година е 1.000.000. Исто така сакам да кажам дека имаме одобрено и за 4 театарски представи, финанси за 2 представи на македонски јазик, 2 представи на албански јазик, тука и литературната дејност, изложбената дејност. Би сакал да го потенцирам дека е одобрен повторно и Графити фест, фестивалот кој го правиме во Куманово некаде во средината на месец мај. Така да секогаш може подобро и може уште повеќе средства да се одобрат, меѓутоа тука се и нашите проекти од нашите сопствени средства. Исто така би сакал да најавам дека одобрено и гостување на Национална опера и балет оваа година, што поднесуваме апликација, треба да се реализира тој концерт некаде во месеците мај-јуни, така да отприлика ќе имаме богата програма во Центар за култура оваа година. Министерството за култура годинава финансиски ќе поддржи околу 25 културни манифестации, но освен овие, Центарот за култура најавува и богата културна програма со сопствени средства, односно најмалку по 2 манифестации од културата неделно. За успешната реализација на програмата, Центарот за култура очекува поддршка и дополнителни средства и од општина Куманово. Општината исто така објави нивен конкурс од денеска, така да очекуваме и од нив да ние ќе аплицираме и таму со 3 проекти, Денови на комедија, меѓународен фестивал на проза и ќе побараме пари за младинскиот оркестар при Центар за култура. Одобрени се финансии од Министерството за култура за нив, меѓутоа ќе побараме од локалната самоуправа. Сигурни сме и дека таму ќе наидеме на разбирање и дека ќе се одобрат дополнителни средства за овие настани. Јавниот повик за одржување на културни манифестации на општина Куманово трае 7 дена. Како подносители на барањата може да се јават јавни установи, здруженија, фондации и други правни лица кои имаат регистрирана дејност од областа на културата.